Напразно фрлени 110.000 евра. Светилките кои пред една година ги постави Рамис Мерков долж целото корито на Дримот, подолг временски период не работат. Пропаднаа парите кои Струшки од градоначалник ги потроши за осветлување на реката, подводно поставувајќи 300 светилки кои пак чинеа приближно 50.000 евра. Ова предизвика силни реакции и негодување кај стружани. Не ни требаја да бидат светилките тука. Ја мислам. Дримот и така е убав и без светилки. А за народните пари, секако се трошат тие. Мислам, рационално, многу малку се користат народните пари. Не само Дримот, општо. Ево гледаме ова, виж, види ова, значи клацкава. Ова не утрена година ова. Парите отидве. И кој ќе одговара за нас? Ни ја, ни ти, ни никој. Многу пари се потрошили џабе. Ама што мислиш што функционират во оваа држава? Дали функционират нешто? Ништо не функционира. Ова држава распадната е и избришана е. Па не ни требат на светилки, ако ни кажат и што треба да јајме сега, ни кажат во какво тенџере да куваме и треба светилки? Зашто ни се светилки? Ние сме темни луѓе. Далеку од памет е да се потрошат 100.000 евра за кичерајско осветлување на Дримот во период кога туристичка струга има далеку поголеми нерешени инфраструктурни и комунални проблеми. Жестоко реагираат советниците од ВМРО ДПМН за овој хир на градоначалникот Мерко. Струга е општина каде што никој не знае каде одат и на што се трошат парите. Да се вложат толкави средства во нешто што е навидум беззначајно е сулуда идеја. Сите се сеќаваме со каква помпа беше сето тоа најавено. Меѓутоа, кој е ефектот? Дали Струга виде некаква корист од тоа што беа потрошени толку пари? Ние како туристички град на имено на осветлување никогаш нема да ги повратиме тие средства. Од ВМРО ДПМН своевремено побара антикорупцијската комисија и сите други надлежни институции да поведат постапка за да ги разгледаат сите околности на договорот за осветлување на Дримот. Дека Мерко на своја рака го постави осветлувањето, потврдија и од Хидробиолошкиот институт. Кажаа дека дони воопшто не се обратили од општина Струга да побараат мислење дали ваквото осветлување е штетно за живиот свет во реката Дрим.